По неколку децении Тетово имаше достојно одбележување на денот на ослободувањето на градот во организација на Сојузот на борци од Тетово. Празникот се одбележа со пригодна свеченост вчера вечер во Центарот за култура Илјоантески смок. Задоволството најверојатно се забележува кај мене, меѓутоа и кај граѓаните наши сограѓани, почитувачи, продолжувачи на традициите на Народно-ослободителната и антифашистичка војна од Тетово. Целта ни беше да ги видиме баш вака, граѓаните на Тетово ведри насмејани, се забележува дека нема политика во нашата боречка организација и ентузијазмот и желбата на сите да ни помогнат резултираше со ова што навистина вечерва го видоја граѓаните на нашиот град. Овој јубилеј не значи многу и не поттикнува за понатамошна работа во самата општинска организација на Сојуз на борци. Прославата започна со изложба на портрети на борците од НОБ, дела на академскиот сликар Павле Кузмановски. За мене, како автор на тие дела, представува и сега едно неопишано чувство на убавина, дека после 42 години тие дела се уште и свежи и убави, според мене, направени по тој начин како што тогај се работело, но извадени се од заборавот. 96 годишниот Никола Стојановски, сегашен председател на Сојузот на борци на Македонија, како учесник во НУП, се сеќава на настаните. Ослободувањето на Тетово беше добро смислено, добро организирано, така да учествуваше и трета командовска бригада, нашата ударна велешка бригада, и други бригади учествуваа тука, така да беше тоа све смислено, направено и добро, и тоа направивме, тоа е конечно ослободување на Македонија. На прославата за 75 години Слободно Тетово, актери, музичари и влюбеници во градот приредија уметнички перформанс со меморијален и забавен карактер.